НАТО и Европската унија, она што е исто така многу важно, се свесни за тоа со какви предизвици или проблеми би се соочувале земјите кои се придружија на санкциите кои беа изречени против Русија. И некогаш треба да знаеме дека цената за демократијата во светот, за слободата, за почитување на меѓународното право, но пред се човековите права и правото на живот е неприкосновено право и тие немаат цена. Да, економски нема да биде се исто, и впрочем нешто не е се исто, ниту економски, ниту во било каков однос од почетокот на оваа воена агресија, но НАТО, Алијансата и Европската унија преку своите механизми се обидуваат на сите земји членки на НАТО, но и на оние кои не се членки на Европската унија, да им дадат алтернативни извори преку кои што може да практично да ги покријат овие недостатоци. Таква е одлуката последна на Европската унија да заедно учествуваме при набавката на енергенси за нашите потреби. Така, таа солидарност, кога почна пандемијата, Европската унија, спомнавте, себичноста беше во првиот бран нагласена. Секој сакаше да се сочува здравието на своето население. Потоа кога видоа дека и тие грешат, нели, малку попушти. Како е ова сега со Русија, со НАТО? Се забележува ли некое форсирање, некаква себичност на дел од земјите кога се носат вакви заеднички одлуки? За солидарност, нели? Во случајот во НАТО, зборувам како министар за одбрана која сум учествувала на неколку веќе состаноци и консултации во рамките на НАТО, единството е нагласено. И тоа е нешто кое што да, може би да имаме во нијанса различни мислења или за одредени помалку суштински прашања да имаме поинакви позиции, но на крајот досега, барем за овој кус период, не се случило во НАТО да има разногласие, особено не за вакви клучни прашања. Сега ќе ве прашам и како министерка, но и како човек аналитичар, кој може тие политички процеси да ги навести и да ги спрогнозира врз основно искуството што јас го имам следејќи ги вашите активности на медиумите главно. Ова кризава сега, може ли да се каже, бидејќи таа тема често се поставува во македонската јавност, да го забрза, односно да го деблокира нашиот интеграцијски процес со Европската унија? Јас не би рекла да го забрза, туку само да му даде можноста што впрочем ние долго време ја очекуваме. Да го деблокира, рекол, да. Апсолутно да. Добро е што сигналите од новата влада, горе-долу во исто време беше избрана и нова влада во Бугарија, се позитивни и се практично оваа можност, кризата што сега се случи, даде можност да согледаме колку е важно да нема блокирање на процесите кога тоа не е оправдано. Република Северна Македонија согласно заклучоците и на Советот на министри на Европската унија и на Европскиот совет ги исполнува условите за почеток на преговорите. И час поскоро тоа треба впрочем да се случи. Немавте среќа со бугарскиот министер за одбрана, ви го сменија брзо. Сега имате ли контакт со неговиот наследник? Да, се запознав со новиот колега и наскоро треба да имаме и билатерална средба во Софија, најверојатно ќе се случи, така што во однос на соработката во областа на одбраната помеѓу двете земји нема никакви отворени прашања, напротив, има само позитивни искуства. Така, неодамна и како член на, прво како министерка за одбрана, секако и како член на македонската владина делегација на чело со премиерот бевте во Брисел на НАТО самитот. Каква е атмосферата во однос на ова со Украина? Како се отсликували во таа салата, барем генерално тоа единство на членките на НАТО? Нема дилеми околу мерките што се преземаат, оружјето што се дава на Украина? Се отсликува загриженоста од действијата што се случува, што е сосема нормално и очекувано, и апсолутно нема никаков сомнеш околу единството и околу тоа дека солидарноста на НАТО земјите членки треба да се покаже кон Украина, но исто така нема дилема и дека треба да се преземат дополнителни мерки за гарантирање на сигурност и безбедноста на територијата на НАТО, алијансата, особено оние земји членки кои се наоѓаат во источниот блок. Така. Сега ќе ви поставам едно прашање кое може би повеќе за некој воен експерт кој се разбира во стратегија и така натаму, но и вие сте многу блиску до тоа сега и поради позицијата актуелна што сега се земате во македонското општество и владата како министерка за одбрана. НАТО доставува оружје до Украина, до украинската војска и до украинските граѓани. Може ли тоа да биде контрапродуктивно за украинските граѓани, за украинскиот народ во однос на да ја потикне Москва уште поагресивна да биде во тоа што сега го прави?
Војната помош која секоја земја, НАТО не е организирана, но секоја земја поединечно на билатерална основа ја донира, не е за да се разгори војната, туку за да се одбрани територијата на Украина. Тргнувајќи од тоа дека сите ние сме свесни и сме обединети околу тоа дека Украина е суверена и самостојна држава. Така што действијата на Москва се мислам дека немаат никаква додадена вредност, односно не зависат од тоа дали Украина повеќе или помалку ќе дава отпор. Во суштина, ако си дозволам мое лично согледување на целата оваа ситуација, е дека Русија веројатно ја потцени состојбата во Украина, се изненади од отпорот на украинскиот народ и украинската армија. Тоа е тоа што дополнително мислам дека ги мотивираше да бидат поагресивни. Не, фискалниот конзервативизам е во сршта на таа партија. Се подготвува доктрината во овој момент. Ние ја викаме платформа, не сме толку со воинствен речник како другите партии, немаме комитети, немаме востанички чети. Имаме мрежа барем. Имаме тимови, регионални тимови, имаме 12 регионални тимови низ Македонија. За жал се подготвувавме за една изборна единица. За македонски концепт, затоа што велите утре да има избори, нели ќе падне во власт, ќе дојде друга власт. Каде сте вие во таа друга власт и како Петар Бугаевски и како партија ќе кажат граѓаните. Но јас тоа велам, Тоа ќе кажат за граѓаните. Гласачите малтане, простете на израз, појма нема за дека постои концепт, дека постои. Така. Вие велите затворени се медиумите. Јас мислам ве гледам по разни медиуми, активни сте на секоја тема на социјални медии. Не, видете, мислам дека не сме толку анонимни во смисла да не познават граѓаните. Мислам дека се уште го ја влечеме во пашката на погрешно познавање на граѓаните од кампањата која ја правеше режимот на Груевски лично против мене како човек и моето поведение. И моето потекло. Но тој конфликт ве испали во политичката јавност, не? Се согласувам. И јас ги носам и добрите и лошите страни од тоа. Веројатно денес со вас го правам овој интервју, токму поради тој конфликт тогаш. Така ми запознавте веројатно и вие мене. Во таа борба... Не е тоа поводот. Во меѓувреме тогаш наваму вие... Се случија низ работи, да. Така. И вие активно учествувате во тие низ работи. Има едно кој мене многу ме разочара. И морам тоа да го кажам кај вас, бидејќи на овој медиум, на Цивил медија сме презентирале едно такво истражување. Што многу ме разочара? Доколку се користиме со една исклучително европска кампања, факторизацијата во македонската јавност и на избори е многу ниска. Доколку се користиме со една воинствена риторика, воинствена кампања, не прави националистичка и вулгаристичка, вулгарна, во буквална смисла на зборот, во секаква смисла вулгарна, имаме огромна факторизација. И тука, тоа е за мене лично како личност поразително. Многу поразително. Кој го негува таквиот дискурс, таквиот амбиент? Големите политички партии тој им одговара? Тоа веќе ни стана дел од политичкото поведение. Јас се сеќавам на 90-те години. Ние имавме поголема толеранција меѓу себе тогаш, помеѓу тогашното УМС и СДММ, меѓу тогашниот СДСМ и ВМРО ДПМН, отколку што има денес. Не, немојте. Тогаш на митинзи се сечеа ногти на орли, не знам се. Срби на врби, така натаму. Не, тоа го сечеа политичарите. Имено. Јас зборувам за чувствата кај граѓаните. Тогаш граѓаните не беа толку поделени. На слави. Добро, и сега од овој аспект на сега имаме проблем да се поканиме на именден. Луѓе од две различни партии. Кажете ми на која карта сега вие ќе играте на наредните избори? Кој е тој главниот дизајн? Како да ја разберат граѓаните вашата филозофија, гласачите? Поготово гласачите од другите етникуми. Тука одлуката е донесена. Што значи македонски концепт? Тоа е концепт за македонците? Не. Македонски концепт е концепт за поинаков систем во Македонија. Не верувам дека ви веруваат другите заедници. Ако и да не би веруваат, не е проблем. Не успеете да го објасните. Така, се обидов претходните избори се обидов да објаснам, тоа многу тешко поминува, но за да ми поверуваат треба дела. Не треба само зборови. Видете, кај нас имаме еден проблем, луѓето уверуваат на некои политичари кои се од големите партии изфрлени, но многу тешко веруваат на луѓе кои се обидуваат нешто уникатно да произнесат. Што е уникатноста? Прво сакаме да понудиме број 1, 90% од програмата од понудата, тоа е решението на економската криза и на економскиот систем во земјава. Тоа е фискалниот конзервативизам, како решение за Македонија во кој сме убедени дека ќе ја дигне Македонија од пепелта економска. Бугарски нема пари. И социјално. Презадолжена е држава. Има пари.
ги крадат парите. Од 500 до 700 милиони политичарите крадат годишно од македонскиот буџет. Многу се краде од Македонија. Македонија да беше не знам што, се чудам воопшто ова земја како издржува и како обстојува. Има пари, нема менеджмент соодветен. Тие 10% кои остануваат се делот на политичкиот. Повторно би се навратила на образованието дека е клучен фактор. Ние мора како општество да работиме на образование и на култура. Односно да восприемаме на некој начин естетика и убавина на сите животни полиња. Тоа, нели, доколку го прошетате полица, можеби ќе видите дека некако изгледа сиво и тмурно, меѓутоа тоа се може да се смени со образование, кој ќе се крена свеста за граѓаните да се свесни што сакаат и како тоа треба да изгледа, би се направило, претпоставувам, притисок на властите за конечно да се разгледува општото добро и да се направат развојни стратегии на градовите кои сега според 21 век мора да се еколошки, енергетски ефикасни. Дури Шанзелизе, нели, ќе прават пешачка патека во Париз. Во споредба со тоа Скопје е многу помал зафат, иако е многу комплексен и е премногу изграден можеби во моментов на одредени места. Тоа што треба да се направи, гледаме дека не се потребни многу станови, значи може да стопираме со стамбено градење, можеби да бидат пониски зградите, доколку се гради. Нели, не може со само тоа да забра, меѓутоа да се гради со еден осад кон околината и осад кон потребите на општеството. Исто така ева ова можеби личен коментар со трговските центри, мислам дека се претерува. Затоа што повторно тоа е белег пак на нашето време. Ние живееме во конзумеристичко, капиталистичко општество, меѓутоа за општото добро, подобро е да има пешачки патеки и отворени паркови, некои културни содржини, отколку да имате трговски центар кој на некој начин нели ве наведува вие тама да го поминате времето, при тоа трошејќи средства. Сите наши што одат во странство од Западна Европа кога се враќаат, раскажуваат колку е таму. Чисто дека не сме да се вели, казни се високи и така натаму, и не само до казните. Што правиме ода со нас кога ќе видиме на улица нека мајка излегува дома со дете и наместо во контейнер својата кеса со смет ја пушта во овие мали корпи за ситни отпадоци. Што гледа детето, како се воспитува? Има ли лек за тоа или ова е флуктуација на население постојано? Тешко може да се дојде еден степен на култура, за да кажеме ние си го сакаме градот и го сакаме таков да биде чист, нели, како песничката од Златно Славиче за Скопје. Во овој контекст мислам дека повторно граѓаните треба да се едуцираат, меѓутоа треба да се постават позитивни примери за тоа да може да се почувствува. Нели лесно само да зборите, меѓутоа дајте да видиме што би се случило. Казната во случајов парична казна, мислам дека не сум сигурна колку би помогнала. Мислам дека е добро да има општо корисна работа, дека треба да се направат организации кои ќе ги мобилизираат граѓаните да направат добро за градот или наместо парична казна еден саат да се изчисти некој место. Тоа се некои механизми кои ги имало. По западните земји. Да, има, меѓутоа тоа е педагошка мерка повеќе отколку што нешто ќе помогне. Меѓутоа педагошката мерка вообичаено има ефект. Имаше некои истражување сега по повод 1 април ден на шегата на маските и така натаму. На прашањето на две телевизии национални за граѓаните преку Фејсбук, чинам, кои најмногу лаже, велат политичарите, нели? Па натаму се редат ова други. Сега, кога имаме такви политичари и таква политика, не ве прашувам за политика, него како социјална појава, бидејќи сте и доктор по социјални и по урбана култура, може ли да се наметне поинаков дизајн на живење, поинаква култура кај нас граѓаните, кога ги гледаме примерите, дека за еден мандат некој не се стекнал со некој богатство што, не знам, за внуците може да остава? Да, мислам дека тоа не е политика, тоа е политиканство. Практично политиката во нашава држава е очигледно на многу ниско ниво, бидејќи влегувањето во политика се гледа како начин да остварите профит на полесен начин, за жал. Иако политичарите се всушност слуги на народот. Треба да работат за доброто на народот. Ние, еве, пописот тоа го покажа дека нели се намалуваме како бројка, сме се помалку и помалку. Најверојатно во општество кога секој со секој се знае, многу е лесно да се остварат тие врски, да се формираат групи.
Искрено не знам како би почнале да размислуваме за општото добро, само образование. Младите, како да ги задржиме? Еве и пописот покажа дека масовно се иселуваат, поготово веќе не само младите, туку и нивните родители и средната генерација, и тоа главно образовани луѓе, кои не одат само по поголема плата, по подобра екзистенција, туку и поради, предпоставувам, и тоа социолозите го нагласуваат, вие од ваш аспект сигурно го знаете, се условите, едноставно, амбиентот на животот. Институциите функционираат, се им е средено. Не треба да се нервираат за некаков документ, нели? Или со некој шалтерски службеник кој вие го дава уверението дека јаде бурек, нели? Да, практично проблемот е што на несоодветни позиции се вработени несоодветни луѓе. Сметам дека доколку тоа се смени и доколку почнат според професија, онака како што треба по некој природен тек на настаните да се случуваат вработувањата кај нас во држава, во тој случај голем дел од младите би одбрале тука да се вратат или тука да останат, меѓутоа и исто така би на тој начин институциите би почнале да функционираат. Многу е слаба довербата, посебно на младите граѓани во институциите, бидејќи нели искуствено вие ако имате да речеме 30 години гледате како се полоши и полошо функционираат институциите, логично е веќе да немате никаква доверба. За разлика од постарите генерации кои всушност можеби сме довади речеме дека цело време имале доверба, бидејќи растеле во едно поинакво време кога секој си ја вршил работата или барам тоа така изгледало. Да трае со месеци и со години, што според мене е непосакувано сценарио, бидејќи многу пати сум велел дека Украина не дај Боже може да заврши како европска Сирија, односно години да гледаме воени дејства на самата украинска територија и украинското население да биде истоштено. Од друга гледна точка, па е продуктивно, бидејќи гледаме дека на украинската армија, како топол лепие насушно тоа западно вооружување и оружје за да може да се одбрани од агресијата на Путиновите дивизии войски. Кога ќе се повлечат войските, ако се повлечат и докаде што ќе се повлечат, некои во касарните, некои ќе назад нели во Русија, некои ќе останат веројатно стационирани во тие територии што ги спомнавте. Паравојските ќе бидат живи уште долго на теренот, претпоставувам, и од една и од друга страна. Како секоја војна и оваа мора да заврши на зелена маса, ги гледаме првичните обиди во Турција со посредство на турскиот претседател Реджеп Тајип Ердоган, бидејќи во очите и на украинскиот и на рускиот претседател, тој е веројатно единствениот, условно кажано, авторитет во меѓународната политика за да може да биде посредник. Гледаме дека представници највисоки на Украина и на Русија, односно министрите за надворешни работи пробуваат со своји дипломатски тимови да ги постават контурите на евентуалното идно решение, но за сега затоа велам дека е многу рано да претпоставиме каков ќе биде конечниот договор кој ќе треба да гарантира барем привиден мир за да се стабилизира ситуацијата, а од тука со подпишување на некое ефикасно и ефективно документацијско решение, некој план иден за Украина, воена неутрализација, за да може да се повлечат руските трупи и да се уреди идниот политички статус на Украина. Така спомнавте Ердоган, тоталитаризмот влегува во мода ли, малку изгледа направиме од темата, еве, со мнозинство гласови и во Србија, па и во Унгарија. За жал, едноставно рускиот претседател во оваа ситуација не наоѓа условно кажам. И Ердоган е таа слика, затоа да, сакам да кажам, рускиот претседател не гледа во ниту еден западен лидер во моментов, ниту во Емануел Макрон, ниту во Олаф Шолц, најмалку во Џозеф Бајден, како човек кој може да се наметне како посредник, бидејќи рускиот претседател го обвинува Западот дека тој е виновен за ситуацијата во Украина и дека тој бил приморен тоа да го направи. Ердоган и покрај тоа што е авторитарен лидер се наоѓа Турција, како што напоменав на почетокот, на географски крстопат меѓу Европа и Азија и секогаш тие испреплетени односи на Турција со Руската империја и нивните војни едноставно е става во контекст локациски ако гледаме има слична судбина, нели? Да, ама сакам да кажам Турција едноставно природно можеби се наметнува и покрај тоа што Ердоган е тоталитарен лидер да биде посредник бидејќи е директно заинтересирана како директен сосед и на Русија и Украина преку Црното море. Да потсетиме дека пред некоја година Ердоган и Путин направија дел и си купија оружје руско, наспроти противењето на САД и покрај тоа што тоа е работата што Турција е членка на НАТО, а во очите на Путин
турскиот претседател има авторитет да биде преговарач и покрај тоа што Турција е номинално членка на НАТО. НАТО, Македонија и НАТО се исплатеше ли преспанскиот? Преспанскиот договор беше потпишан договор Македонија конечно да се извлече од калта во која 30 години беше пропадната со грчкото противење на употребата на нашето уставно име. Се сменија многу политички елити во Македонија и во Грција. За жал, наместо да се оди кон решение, се одеше кон проблематизирање на решението, особено во владењето на поранешниот премиер Никола Груевски, кога едноставно се заострија толку ситуациите со кои преспанскиот договор резултатот име Република Северна Македонија за севкупна употреба, јас го гледам исклучително како најможно добро решение, како нужно зло во тој даден момент со тогашниот во тој контекст Скопје 2014 беше апсолутно наместена работа. Па јас тоа и сум го пишувал во колумни дека е тоа снесено кукавичко јајце, можеби на српските, можеби на грчките тајни служби од проста причина што Македонија многу си ги намали своите преговарачки позиции во меѓународниот свет. Имам чувство кога ќе спомнеме тајни служби дека тие управуваат со држави, со светот и така натаму, па не си соодветства и нашите политичари. Ако може ли некој така да им подметне кукавичко јајце, ако некој не верува во нешто што има моќ и пари тоа да го Како да ви кажам, едноставно до 2008 година проблемот бил третиран само за замена на името за надворешна употреба, акронимот ПРМ. Од 2008 година, кога почна проектот на антиквизација на Скопје 2014, грчките национални позиции се радикализира. Една политичка елита на ВМРО ДПМН практично е промотор на промена на уставното име. Свесно или несвесно, покрај тоа што тие сметале дека промовираат патриотизам и еден вид национализам, во меѓународната политика тоа ни ги уруши сите преговарачки позиции, на крај под притисок на американската дипломатија се потпиша Преспанскиот договор. Од аспект за членството во НАТО, јас мислам дека апсолутно и тоа како требаше да се потпише договорот и покрај тоа што нормално како етнички македонеци, како граѓани сум среќен со решението Северна Македонија, особено за севкупна употреба, но во овој даден контекст, кога зборуваме во 21. век, во 2022 година, за агресивна воена окупација на една соседна земја врз друга, и тоа да речем одредени планови за пак ќе кажам, лично сметам дека тоа го кажа и професорот Јанис Варуфакис од Грција, дека блокадата на Франција од Макрон на 17 октомври 2018 дојде за тоа што Франција нема достатно присуство на територијата на Западен Балкан. Значи, тоа е пак интерес на капиталот. А капиталот има анимална логика. Не може да прими некој кај себе кога не инвестирала долу. И на вистина е така. Ако погледнеме во инвестициите кои што се случуваат на Западниот Балкан, вклучително и кај нас, Франција е најмалку застапената земја. Така што сигурен сум дека стојат и други фактори кои што ги причинуваат овие наши, би рекол, турбуленции на нашиот македонски простор. Така, на источниот сосед, како ќе заврши или ќе трае уште долго ова со Бугарија? Па, вчера ја читав Корнелија Нинова, кој што лично ја познал, лидерот на БСП, и кој што кажува дека тоа прашање за Бугарија е јасно, дека додека Република Македонија не отстапи од тоа што значи клаузулите, односно стриктно ги почитува клаузулите на договорот за пријателство, добрососедство и соработка, ке нема некаков прогрес. Го читав и Слави Трифунов. Тие се две силни коалициони партии, така што ценам дека јасно ми е, мислам дека и пораката на следбата Мета Радев и изјавата на Еди Рама се коинцидира со бугарскиот став дека нема да ја отпочат Република Македонија. Се залета малку во оптимизмот или ова со комисиите и тој глумеше напротив, некаква порака напротив. до европските партнери, кооперативност некаква, требаше знае со кого направи влада? Не, напротив. Мислам сосема поинаку, мислам дека тој е еден човек кој што е дојден, кој што долги години живел во Канада и во Соединетите американски држави. И него му е, знаете, тој има поминато преку 20 и неколку години во Таа доктрина на актуелната бугарска политика према Македонија му е малку да, таа му е туѓа. И таа доктрина тој едноставно се уште не ја разбира. И тој пристапи еден концепт кој што е граѓански демократски концепт и дојде во Скопје, јас бев на средбата во просториите на нашата партија и мислам дека човекот тоа што го кажа на вистина беше многу
Честно, многу конструктивно, отворено. многу честно и многу отворено. Сега дали тоа може да најде, да повлече, да биде тоа една струја која што ќе ги повлече другите политички субјекти. Сигурно тоа Петков поради Македонија не би рискирал нешто стабилност на владата. Тоа е Тука сигурно, неспорно, тоа е сигурно но неспорно. можно ли е некакво ново мнозинство таму со ГЕРБ? Малку го притегнеа Бојко, има од таму некои сигнали поинакви, тоа се малку инеет на Корнели и на Слави од страна на опозицијата, но и Петков спомна дека ние и со опозицијата мора да постигнеме согласност на прашањето за Македонија. Тоа значи дека ние сме бетонирани. Треба ли да продолжат контактите на оваа линија со Бугарија или само трошиме безполезно сили? Не, јас мислам дека ние со Бугарија не треба да ги продолжиме интензивно контактите. Дали преку Брисел или директно со Софија? Директно со Софија. А што правиме? Атрофираме тука, над зид сме. И Петков кажа, пред неколку дена, дека ние со Македонија може да го решиме, ако за тоа дадат согласност сите политички субјекти во Бугарија, вклучително и опозицијата, значи и ГЕРБ. Можно ли е тоа да се случи воопшто? Не може да се случи во овој момент. Кога сите се извинувам рейтингот како да го греват врз Македонија, нивниот партиски рейтинг. Македонија тоа го велеше Бојко Борисов многу високо, дигаат летвата и потоа никој не може да прескокне. Никој една политичка партија. Всушност тие ја стават летва. Да, тие па добро, многу високо дигаат летвата, некој ја дига, кој е тој, некој нормално мора да има оправдување. Но јас мислам дека ние мора да работиме и тоа многу упорно, темелито, со докажување дека сме искрени и честни. Како да Јорчев, која е формулата? Еве која е формулата. Ние треба да се согласиме во тоа што има една сентенца која што вели да се согласиме дека во се не може да се согласиме. Ајде да видиме во што може да се согласиме. Дека ќе се согласиме да изградиме коридор 8. Тоа е тоа што Петков го предлага. Дека Radio with 5800 Blackwell.